Штип ќе гради пат кон Почивало. Ова дене штипскиот градоначалник им го кажа на жителите на Шашаварлија како дел од плановите на општината за развој во овој дел. Правивме проект од село Шашаварлија до село Почивало. Направивме ревизија на тој проект. Ова година ќе аплицираме преку европските фондови да добиеме средства и да го завршиме комплетно овој пат, уште 15 километри кој ќе води до селото Калапетровци, Кошево, Почивало и ќе остане еден крак да се направи до селото Никомен. Шашаварлија е едно од ретките населени села, каде настава до пето оделение посетуваат 9 дечиња. На нив им е изградена нова училишна зграда, а наскоро ќе се уреди и просторот околу. Идни проекти ни са со градоначалникот да направиме мини игралиште пред училиштето, кое не носи многу пари. Сето тоа ќе го искористиме заедно со проектот до Кошево, така што ќе ги створиме, мислам, нормалните услови за настава по секој предмет, посебно физичко. Во Шашаварлија живеат 160 жители со свои проблеми, за чие решавање помош бараат од општината. Со работен однос имат неколку проблеми. За да се издржат младите во оваа средина, треба ипак почесто да се внимава, да се видат што е проблемите и да бидат надминати. Водоводот малку нешто проблема, ама некои плаќаат, некои не плаќаат и немаме вода, разбира се. А на во време да немаш вода, тоа е криза. Мислам дека треба да реши градоначалникот, да го решиме. Патиштата и водоводот се главни приоритети, не само на жителите, туку и на општината. Најголем проблем во селските средини е патната инфраструктура и водоводниот систем. Така да тоа се наши приоритети каде мораме да интервенираме, затоа што овие жители заслужуваат да имаат и здрава вода за пиење, а истовремено да имаат и патна инфраструктура за да што поскоро стигнат и до градот. И кога имаат проблеми, и кога продаваат добиток, кога треба да набават храна за добитокот. И мислам дека тоа е една обврска на општината која ќе заврши. Инаку во селата од Плачковичкиот регион живеат околу 300 жители, а сточарството им е главен извор на екзистенција.